Завршија локалните избори, барем за Прилеп, со оглед на тоа што Прилеп веќе го доби својот кандидат за градоначалник, односно коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, го доби најголемиот глас од гласачкото тело во Прилеп. Дејан Продановски е иден градоначалник на општина Прилеп. И ексклузивно за Радио Бела му благодарам што ќе биде денеска гостин. Можете и вие да се вклучите во нашата програма. Најпрво честитки. Ви благодарам за енергијата која што ја вложивте во овој изборен процес, да ги следите нашите активности. Зборувам за сите учесници во овие локални избори. Се надевам дека во иднина ќе имаме локален медиум кој што би ги следел буквално сите активности и би ги информирал сите граѓани за она што ни се случува во нашиот град, но ајде за тоа потоа. Уште еднаш благодарност до вас за поканата и за времето кој што го одвоивте да бидам ваш гостин денеска. И од мене честитки, јас да се вклучам во разговорот по најавата од Бети. Првото прашање до вас е дали беше очекувана победата? Видете, како сериозен политички субјект овде на локално ниво имаме еден тим кој што работи, функционира подолги години, еден искусен тим, работеше на анализа на мислењето на нашите сограѓани и горе-долу се совпадна она што аналитичкиот тим претходно во анкетирањето, во собирањето мислење од градот беа од прилика тука бројките и на некој начин сега да не биде со преголема доза на самодоверба, но извесен беше победникот на овие локални избори, но се испрати и добри пораки од нашите сограѓани по однос на овој циклус. Она што би сакала да го напоменам во тој дел, бидејќи во вчерашната програма ние следевме излезеноста како се движи од утринските часови па се до затворањето на гласачките кутии, има помала излезеност на овие локални избори. И она што треба да се каже и да се напомене за Прилеп е, навистина беше мирен ден или што би рекла председателката досаден ден, затоа што навистина немаше никакви проблеми со исклучок на она што се случи во населба Тризла беше. Да, но тоа веќе полицијата ќе си го преземе како случај во раните утрински часови, во 9 часот чинам дека се случило, затоа надлежните ќе си поведат сметка. Како го оценувате вчерашниот ден во смисла на тоа како се одвиваше демократскиот процес на гласање? Добро, моето мислење е дека имавме исклучително мирен, демократски на највисоко ниво изборен ден, без инциденти, без сите оние пропратни моменти кои што сме ги имале во минатото и сметам дека полека нивото на демократска едукација и на политичките субјекти и на кандидатите, меѓутоа и на цел град, на сите граѓани, на сите избирачи е навистина на едно завидно ниво и треба да продолжиме само да го надградуваме овој начин на функционирање, односно овој начин на спроведување на секои следни избори и да изгледаме се подобро и подобро. Ако некогаш беше прашање дека никогаш нема да се исфрли она што значеше традиционално водење на кампања, со овие избори мислам дека и конечно докажавме дека да, навистина треба да се води кампања, треба да се агитира кон гласачите, да се придобие нивната доверба, но заштитивме голем дел од градската инфраструктура. Се сеќавате во минатото дека градот ни личеше на една голема плаката, изналепен, сите јавни простори лепени, па после понатаму се надградувавме со одредени простори, тоа не се почитуваше и сметам дека овие последниве неколку изборни циклуси, барем во тој дел, сериозен напредок имаме, нити еден трансформатор не е обоен, нити бројки гледате по градскиве средини, нити плакати од ликови кои што се кандидати за одредени позиции, и сметам дека тоа е навистина еден сериозен чекор и за пофалба на сите политички партии кои што навистина го зачува она што го имаме како градска инфраструктура и не беше уништено со лепење и со валкање. Токму така и тоа е, може би вака изгледа банално, но навистина сериозен чекор, затоа што минатото добро не научи дека навистина не треба градов да не изгледа. Последиците понатаму се трајни, се уште на некои места стојат тие графити кои што се пишуваат, но мислам дека сега и во
Во таа насока се подобруваме. Имаше одредени исклучоци во текот на кампањата, секој различно води кампања. Јас можам да зборувам за коалицијата Твоја Македонија, дека навистина овој пат, ама буквално имавме чисто позитивна кампања со промоција на она што сметаме дека треба да се прави во иднината и не се воопшто занимававме со нашите политички противници. Сметам дека тоа е вистинскиот начин и веќе заморот кај гласачите доаѓа од тоа. Дека му се смачи да секоја година скоро, таква ни е некоја изборна година. Судбина на Македонија и на Прилеп, да имаме секоја година по некои избори, дали се тоа председателски, дали се парламентарни, конечно сега и локални избори, и навистина се почувствува замор во граѓанството, во гласачите, и сметам дека сега не очекува еден мирен период од 3 години каде што треба да се испорачуваат резултати, и доволно беше со избори и со изборни циклуси. Законската регулатива е таква, и вие сами го чувствувате тоа, дека 2 месеци ние држава во застој заради законите кои што треба да се почитуваат и одат во таа насока, за да не биде разбрано од граѓаните дека се прави предизборен подкуп, се запреа некои постапки кои што во минатото и тие беа злоупотребувани, и сметам дека сега треба сериозно да се запали машината, ако може така да се каже, и да се работи само. Да се испочитува ветеното. Токму така, тоа е еден од најголемите предизвици, и тука ја користам оваа прилика да ги искоментирам и бројките. Се надевам и тоа ви беше некој од следните прашања, ама ако сметате дека треба да тука да запрам со одговоров, па би чекал конкретно прашање. Ја само ќе ги кажем и бројките, ќе ни кажете во рамките на следното ваше излагање за како стоиме со Советот, бидејќи Советот е многу клучен при донесувањето на одлуки. Највисокиот орган во општината. Градоначалникот е само извршна власт. Градоначалникот ги спроведува одлуките кои што ги носи Советот, се спроведува секоја одлука согласно понудената програма до граѓанството, меѓутоа највисокиот орган во градов се знае, основач на сите јавни предпријатија, собранието на некој начин на локално ниво, вие Советот на општина Прилеп. Таму бројките се исклучително добри. Имаме 17 советници, безбедно мнозинство во Советот, и сметам дека нема тука да имаме пречки. Барам и ја користам приликата да сите советници учествуваат во спроведување на програмата. Се надевам дека ќе имаме и конструктивни предлози, и дека ќе имаме конструктивна опозиција која што ќе биде коректор, и покрај тоа што имаат мал број на советници. Меѓутоа мојата идеја и визијата од старт и така беше цела кампања, дека сите мора да заеднички да учествувам во поправањето на сите околности во градов. Нема исклучоци тука. Секој кој што е спремен да учествува и да помага е добре дојден, без разлика на неговата политичка проминенција. Мојата визија беше да работиме во интерес на градот. Почнувам од денеска со таа мисија. Секој е добре дојден да помогне и да направиме од Прилеп едно побаво место на живење. Не е ова декларативна изјава само за да се победи на избори. Денеска и на првиот ден, на првиот час, на првото мое појавување, користам приликава да испратам оваа порака. Прво до сите граѓани, а понатаму и до сите политички чинители, беше што беше, изборите завршија, сега ни останува само да работиме во интерес на градот. Секој со своите убедувања, меѓутоа да поставиме стратегија, заеднички интереси и цели, заеднички цели за сите граѓани. Не за тесно партиски интереси, не за дневно политички поени, туку на вистина, на долг рок да го поправаме овој град, немаме друга шанса. И уште рековме малку да ги искоментираме бројките на излезност и бројките на оние кои што го дадоа својот глас за едни или други опции кога станува збор за изборот на власт во локалната самоуправа општина Прилеп. Видете, прво сериозна е пораката според мене и си земам за слободова да го искоментирам онака како човек, без пред стапувањето на функција градоначалник. Во овој вакуум сметам дека треба искрено да пристапиме кон периодот кој што следи. Се покажа дека граѓаните имаат и генерално е помал интересот да се учествува на локални избори, иако треба да биде сосем спротивно, треба да биде поголем интересот да се учествува во локалните избори отколку оние кои што се однесуваат за парламентот и за председател на државата. Меѓутоа, во нашава млада демократија во овие 35 години секогаш е обратно. Поголем интерес има за кој на локалната заедница и поголем интерес од кој би ни бил во иднина прв човек на државата, отколку кој би бил прв човек во градот и како би
би дале легитимитет, односно колку седишта во Советот би дале на одредена политичка опција. И вчерашниот беше ден таков, помала излезност, може би до сега во последниве 20 години најмала, колку што се сеќавам и колку што сум директно вклучен во изборните процеси, е порака. Тоа ми беше прашањето. Која е пораката што се испрати со Е тоа? сериозна порака дека граѓаните се демотивирани, граѓаните веќе чувствуваат сериозен замор од наши и ваши, од леви и десни, од центар, од ново формирани, од независни, ама буквално целата политичка заситеност која што има општеството, и оваа порака треба да ја искористиме сериозно сите општествени чинители. Верувам дека ќе биде прочитана од секој, дека граѓаните ова што го испратија како порака со нивната незаинтересираност и со нивното неисполнување на граѓанската должност, дека испраќаат порака дека бараат нешто промена. Го користам првиот ден после изборите да кажам дека граѓаните заслужуваат луѓе кои што ќе работат во нивни интерес, а не луѓе кои што ќе се борат наговорници и кои што ќе испраќаат само пораки. Најчесто беа тоа пораки во навредување, во омаловажување на противникот и така натаму. И сметам дека направивме во оваа кампања добар исчекор кон она што би се случувало во следниве 4 години, затоа што оваа кампања беше позитивна и очекувајте во следниве 4 години проекти, работа, ништо друго. Оно што ние од анкетата вчера забележавме, имаше низ сите градови анкети, но мислам дека нашата беше најспецифична, затоа што при подготовката на анкетата видовме и солзи кај граѓаните, а солзите беа насочени кон тоа да ги вратиме младите. Значи, луѓето со солзи порачуваат младите во прилеп да се вратат, младите во прилеп да се задржат. Дали е тоа после целој изборен циклус и веќе завршен изборен циклус во Прилеп, првото нешто за кое што вие ќе се зафатите како градоначалник и како совет на општината, за да може да се направи веднаш и сега нешто за младите во Прилеп да се вратат и да се задржат? Саме погодивте со прашањето искрено. Не дека ова е сега за добро да звучиме пред вашите гледачи и вашите слушатели, но навистина е така. Имав сугестија од мојот PR тим дека претерано ги користам вашите деца, дека ги злоупотребувам дури моите деца, моето семејство, за да ја искажам мојата искрена желба да направиме нешто за младите луѓе. Мораме, нема исклучоци. Мораме да направиме овој град, да го направиме современо место за живење. Прилепчани по природа сме многу скромни луѓе, бараат минимални услови за да го продолжат својот живот овде. Во сите области, во сите топ 10 проекти, во цела програма, ако ја анализирате, генералниот столб ни се младите. Она на која што треба да се потпреме. Станавме возрастна популација. Се што беше продуктивна сила, паметни луѓе го бараат својот живот надвор од границите на државата, го бараат надвор од границите на општина Прилеп. Мојата заложба и секој ден се повеќе и повеќе би работел во идниот период за да направиме добри услови за живот, да ја збогатиме културната понуда, да ја збогатиме спортската понуда, да ги поправиме условите во кои што се одвива образовниот процес, да ја подкренеме на едно повисоко ниво, иако не ние во директна надлежност, состојбата на високообразовната институција која што имаме во градот, зборувам за економскиот факултет, да ги испромовираме институтите кои што постојат во општина Прилеп, а некако ни се маргинализирани во општество. Значи имаме две високо научни институти, едниот со 100-годишна историја, другиот кој што разработува проблематика каде никаде на друго место во државава не се работи, и дури бевме на некој начин и безобразни, ги вклучивме тие луѓе за и во кампања да ја најавиме дека ќе се потпреме на науката, ќе се потпреме на паметните луѓе, на луѓето кои што имаат сопствено искуство да помогнат во општествено-политичките процеси во цела општина, и од тука гледам дека е една сериозна основа, сериозен план како во иднина би се развивале. Следејќи ја генералната или глобалната политика, сметам дека веќе има притисок во западниот свет и нашите
луѓе таму размислуваат за враќање кон татковината, но се уште се двоумат заради состојбиве кои што ги имаме. Централната политика, односно владата, веќе работат на подобрување на социоекономските состојби во државата и ние како локална заедница треба да ги поправаме овие области во кои што ви ги спомнав, за да направиме една подруга димензија од Македонија и од општина Прилеп за тие луѓе кои што заминале своите средства кои што ги заработиле да се вратат овде, да инвестираат во нов бизнис, да се вклучат во јавниот сектор, да се вклучат во реалниот сектор, искуството кое што го собрале од западноевропските земји, да го донесат овде и да на некој начин, немам македонски термин во моментов, да избустираме цела состојба која што ја имаме овде во градот, да се забрза сериозно, да и се даде керозин на ситуацијава која што имаме за да тргнеме напред. Мораме со ракетен погон да одиме напред. Доволно беше стагнација, не сакам никого да го анализирам во минатото, имавме и добри и полоши периоди во градов, сметам дека со заеднички сили сум непоправлив оптимист и сметам дека овој град заслужува да биде еден од најубавите во Македонија, ако не и најубав. Има на социјалните мрежи многу честитки до вас за изборот за градоначалник, но има и едно прашање што прво ќе направите. Вие во нашата програма ветивте дека прво ќе направите чистење на градот, дали тоа останува како приоритет првичен? Останува. Секој еден збор беше кажан искрен во оваа кампања и секој еден проект сметаме дека може да се реализира. Бевме обвинувани преамбициозна, па дека многу сме се занесувале, сме летале во облаци, каде ќе сме најделе средства за сето тоа да се реализира. Ако добро се изменаџира секој процес, сметам дека можеби нема 100% да бидеме успешни во што значи предизборна програма. Но тоа остава простор па за некои други проекти кои што не сме ги предвиделе во програмата, ќе дојдат. Дали тоа е од граѓаните. Направивме, не знам, во кампањава се сретнавме со повеќе од 3000 луѓе од различни целни групи или луѓе кои што имаат заеднички интереси, а се формирале во група или во неформални групи. Сите покажаа интерес, желба и ентузијазам да ги поправаат работите. Јас сметам дека имаме сила. За се не се потребни финансиски средства. Некогаш е потребна добра волја, добра организација да се завршат. И стојам на тоа. По преземањето од првиот ден во локалната самоуправа ќе тргнеме со генералка на градот. Мораме да си го исчистиме градот, да ги поправиме условите во кои што секојдневно функционираме. Следна фаза е она што беше детектирано, ама буквално од сите граѓани, проблемот со бездомните куќи. Нема да има брзо решение, да не биде дека ги лажеме граѓаните од првиот ден, но ќе пристапиме кон решавање на проблемот. Се надевам колку што е можно од она што предвидовме во нашата програма да скратиме во роковите, да ги забрзаме, да се изорганизираме добро, да ги вклучиме сите кои што можат да помогнат по реализација на ова прашање и да завршиме тука еднаш за секој со проблемот со бездомните куќиња. Не е само во Прилеп проблемот, но има и западниот свет се соочува во даден период со ваков проблем и тие нашле некое решение кое што не било преку ноќ, но почнале да го третираат и гледате дека таму поразлично изгледа работата. Ние мораме сериозно да почнеме да ги третираме овие прашања и да завршиме, односно да му дадеме поголема безбедност на нашите граѓани, да се движат слободно и да се движат по чист јавен простор, односно градот да изгледа едно навистина уредено место. Ние сме урбана зона и мораме така да изгледаме. Ова го проширувам, не е само градот во прашање, тука се и 58 населени места. 15-тина во кои што има активно повеќе население, таму поголем акцент, но секаде каде што имаме и да дадеме друга димензија. Ова што ни е дадено од Бог мора да го чуваме. Кога сме веќе кај роковите и забрзаната траса на која што мора да се најде Прилеп, само да подсетиме, бидејќи мене не ми е јасно, верувам и граѓаните ги интересира, какви се роковите за вашето назначување за градоначалник, кога тоа би се случило, кога би се случило официјалното назначување на советниците во Советот на општина Прилеп и кога веќе ќе може да се стартува со работа или проектите кои што се ветени, заради тоа што сепак изборниот процес има одредени рокови кои што треба да се запазат. Токму така, не држете ме за збор, 72 часа или 48 часа има рокови за жалба, односно записниците од избирачките одбори, кога ќе поминат роковите, треба Државната изборна комисија
преку Општинската изборна комисија да ги прогласи изборите во Прилеп за завршени, да ги сумира резултатите. Вие рековте дека околу овој неформален разговор кој што го имавме дека 90% и повеќе проценти се обработени, но не се 100% обработени избирачките места, да се заокружи процесот кога ДИК ќе прогласи дека во Прилеп се формирани услови за да се направи примопредавање, тогаш пристапуваме на прво примопредавање на градоначалничката функција, понатаму конститутивна седница веднаш на Советот на Општина Прилеп, нема што да се чека, формирано е мнозинството, се знае како би изгледало. Дали до крајот на месецот тоа би значило дека ќе заврши? Па сметам сметам дека за некои 10 дена би требало ова да се формализира, не чекаат манифестации, градот слави денот на ослободувањето 3 ноември, мораме да бидеме спремни, на вистина исклучителен ден за Прилеп и прилепчани, мораме да се организираме во тој дел и еве благодарност до граѓаните што дадоа поддршка и ја завршивме работата во првиот круг. Ја користам приликава да се заблагодарам до сите и оние кои што дадоа директна поддршка, гласаја за сите кои што учествуваа во изборниот процес. Еве им се заблагодарувам и за на некој начин, ако може да се каже, и за лекцијата на оние кои што не излегоа на избори и за тие граѓани кои што беа изреволтирани и ги направија своите гласачки ливчиња неважечки. Тоа е сериозна порака до сите нас, особено еве како иден прв човек на градот, јас имам сериозни намери да поработиме за наследни избори, овие бројки да бидат многу поразлични. Јас сметам дека со искрена, честна и посветена работа дека и волјата и расположението кај гласачите на следни избори би било променето. Сигурно има многу прашања, но ќе се среќаваме низ овие години, ќе ве следиме како работите, ќе ве критикуваме, ќе ве фалиме или ќе ве коригираме, бидејќи медиумите се и коректори на власта. Ви благодарам за ова ексклузивно интервју, благодарам што ни бевте гостин во програмата на радио што се гледа. Верувам дека ви посакувам среќа и верувам дека ќе имаме и следна среда. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за убавите зборови. Очекувам од вас во следниот 4-годишен период да не следите низ активностите, а сум убеден дека ќе ги има многу, да ги информирате нашите граѓани, затоа што на некој начин системот на информирање не е во распад во Општина Прилеп и не случајно ова го зборувам на секое мое гостување, без разлика на која и да е тема, мора да направиме локален јавен сервис кој што би ги информирал граѓаните за сите случувања во градот. Дали се тоа информации од јавен интерес, дали се тоа информации кои што треба да се споделат со граѓаните, мораме да формираме едно тело, а тука очекувам од вас сериозна поддршка. Очекувам сериозна критика, да не поправате секој кој што работи греши, мораме да имаме коректор. Ги охрабрувам сите граѓани кои што сметаат дека одредени чекори не се во интерес на средината, на заедницата, да доаѓаат со сопствените критики, да доаѓаат да ги надминуваме проблемите. Никој не е нити најпаметен, нити најспособен, за се треба добар тим, а јас мојот тим го гледам во сите граѓани на Општина Прилеп. Благодарам. И благодарам. Радио Бела, секогаш хитови, секогаш најдобри, во Прилеп и Македонија. Во Прилеп и Македонија, во Прилеп и Македонија.